Да, навистина при посетата на Љубљана во Словенија разговаравме со градоначалникот Зоран Јанковиќ околу неговата имплементација на тамошните љубљански кавалири и нивната функционалност. Дали навистина има ефект од таквиот начин на еколошки бесплатен превоз. И фактот дека во Љубљана годишно се превезуваат 600.000 граѓани, корисници на таквата услуга, дојдовме до идеја да и во Струмица обезбедиме струмички кавалер, кој што ќе биде нова услуга за граѓаните, пред се овде се мисли на повозрастните граѓанки и граѓани на општина Струмица, истите кои што ја посетуваат Струмица, да можат, не знам, оние кои што имаат отежнато движење, да прошетат низ струмичкото корзо, да го видат струмичкиот парк, да застанат до некој ресторан и сето тоа нормално да го добиваат без никаков надоместок, односно бесплатно.